друштво. Сато е 7:20. Еве на мојата прекрасна суба. Имав премногу среќа што сам бев соба. Иначе ова шејрд рум за 8 души. Полега се пакувам. Еве ја новата мапа што ја спомна вчера. Еве ја вчерашната рута. Што е планот за денеска. Значи, од Хиршлац се качуваме на Фериброд, одиме до Кристијансанд, после се движиме покрај Брего и би требало да стасаме некаде од прилика овдека.
Bye bye. Айде официално здраво за днеска. Сато е моментално 3:25. Немав опция да спорвам да сега, заради тоа што врнеше. А ако ќе врни, не можам да го носам GoPro-то, пошто не е водотпорно. Како што гледате, стасавме во Норвешка. Значи официјално вистинската авантура е започната. Возам веќе некои, па не знам, 110-120 километри низ Норвешка. Значи видиците се фантастични, природата е фантастична. Значи многу голема разлика има од Данска. Во Данска се беше рамно. Овдека е буквално вода, планини, дрва и природа. Тоа е тоа. Сега, сакам да се навратам малце на ствариве што се случија. Значи, се стана са бајле рано, се качивме на ферибродо за Норвешка. Ферибродо искрено поприлично голем. Значи ме изненади факто дека внатре има кафе, дека има Starbucks, дека има диско. Најбитна ствар беше што морето беше мирно. Исто така многу голема благодарност до Олаф. Значи со него се запознав на почеток кога чекавме за да влезиме во ферибродо. Типот со многу искуство, некој си 15-20 пат му беше возење во ова конкретно фери. Па ми помогна многу добро да го врзам моторот. И мислам дека сега на било кој нареден фериброд ќе знам одлично да го врзам моторот без шанса да падне. Ферибродот траеше околу 4,5 сати. Стасавме во Кристијансанд. Значи неочекувано, заради тоа што Норвешка не е во Европска унија. Не бев застанат од полиција, немаше никаква пасошка контрола. И официјално влеговме во Норвешка. Овдека ограничувањето на брзина е поприлично мало. Значи цело време се вози со 60, 70, максимум 80.
Заради географијата на Норвешка има многу малце автопатишта, значи сите се регионални патови. И заради големината на казните овдека, сепак Норвешка има поприлично висок стандард. Значи планирам максимално да се почитува ограничувањето на брзина, заради тоа што во случај да те фата со радар, казните од 0 до 10 ако те фата, за странци се некаде од прилика 2000 евра, а за норвешки државјани се процент од платата што ја земаш. Мислам, од кривина во крвина се појавува нов видик и нов видик. Види го ова. Вау! И муабето ми беше дека немам опција за да платам некаква казна. Тоа че значи дека ја плаќам казната, се завртувам назад и по истиот пат си одам дома. Тоа е тоа, дечки, се надевам дека кажав се. Сега се движиме накај Ставангер. Знам дека ги колам и минава, ама верувајте, се трудам. Али па искрено, овие брзини од 60, 70, 80 многу ода во мој прилог, заради тоа што на тој начин моторот помалце троши гориво. Автоматски трошиме помалце пари. Иначе цената на бензино е плюс-минус иста како и низ цела Европа до сега. Измеѓу евро 90 и 2 евра. Ова ич не ми беше планирано да го видам, меѓутоа случајно ми излезе напад, па реков ми беше интересно, па реков ќе застанам, ќе направам една мала пауза, ќе видам што се случува. Па случајно една постара бабичка беше тука, па ми раскажа за споменикот. Иначе во превод местото значи 3 меча во камења, буквално како описо на споменикот.
Иначе е направен во чест на крало, сега го заборев по име, кој во 800 и некоја година ја обединил Норвешка од 3 кралства во едно. Па затоа има 3 меча, а тој што е на средина е највисок, односно го означува кралот победник. Тоа е тоа. Сега полека се движиме на кај местото што го имам резервирано за вечерва. Моментално сме во градот Ставангер. Имам уште некои 200 километри за возење. Моментално се најдуваме во најдлабокиот тунел во светот. Односно 300 метри под морето. Секоја кривина е нов преубав пейзаж, нов преубав поглед. Норвешка е фантастична за возење. Уште едно фери. Среќа нема да има многу чекање, пошто одма дојде. А и го темпирав времево за да стасаме во 7 овдека. Временски услови екстремно брзо се менува. Од супер време во врнење, од температура од 19 на 14 во неколку километри. Тоа е Норвешка, тоа е Скандинавија.
конечно после 3000 километри автопат да видиме малце и кривини. Hello, hello. Ja, Petar. Uzelo вклучо. Сега одам да најдам некој паркинг место. Хај. Епа, дечки. Тоа беше тоа за денеска. Одам сега да се сместам, да се одморам. Се гледаме утре. Водопадот е висок околу 600 метра. Охо. Наеднаш, како на Марс да дојдовме. Толку се смени природата.